На вкупно 10 од регистрираните 12 предпријатија за откуп на ориз во Кочанскиот регион им е блокирано работењето поради земените мостри од залихите што им се најдени во магацините. Ке се прави испитување на квалитетот на оризот во 3 сертифицирани лаборатории во Македонија, пошто секој од откупувачите ќе треба да добие лиценца со која ќе може да извезува на странските пазари. Испитувањето ќе потрае, а дотогаш и откупот ќе мирува. Тоа е причината поради која кај земјоделците се создаваат дополнителни нервози. Примената на ваквата мерка, велат, доаѓа во најнеповолен момент, кога се уште се собира овогодишната реколта, а не продадени се и околу 3000 тони арпа од минатата година. Освен тоа, и максималната откупна цена не надминува 15 денари за килограм, што е далеку под рентабилната. Значи, у моментот се движи, повисока е цената на трошок по произведено кило арпа, него откупната цена која ја врши у моментот ја врши само Левидија Агро, турската компанија. Од кластерот за ориз пак подсетуваат на законската обврска за навремено склучување договори за откуп. Земјоделците кои произведуваат ориз и сакаат да ја продадат арпата, ќе мораат најмалку 45 дена порано да склучат договор со откупувачите, за да можат да го пласираат производството. Во спротивно, предпријатијата ќе им ги откажуваат барањата за откуп. Земјоделците се сомневаат дека во блокирањето на работењето на откупувачите има и малку политика, бидејќи само на 2 предпријатија и понатаму им се овозможува да откупуваат арпа.